protéger ses frontières, la République de Macédoine ne dispose que d'une armée de 15 000 hommes, faiblement équipée. Elle pourrait bien faire les frais d'une extension du conflit yougoslave. Sa disparition comblerait pour un temps l'appétit de puissance de ses voisins. Mais la Macédoine pourrait bien être aussi la clé de voûte de l'équilibre instable des Balkans. L'armée macédonienne ne représente une menace pour personne. Son rôle est clairement défini. Sauvegarder l'intégrité d'un petit pays avec de petits moyens. Нашата армија е малобројна, ако вие знаете колку е бројноста на нашите соседи, на грчката армија, било по наоружањето современо и бројноста на квантитетот кој го имаат, или на северниот наш сосед, Сојузна република Југославија, источен и западен, ние сме мала република, аналогно на тоа према можностите кои ги реков претходно дека сме и мала армија. Наменета исклучиво поновувам за сочувување на суверенитетот на Република Македонија. Сватите и тоа дека и поред тоа што во Република Македонија има многу националности, така да кажам, успеавме нашето државно раководство нормално да се избегнат било какви сукоби и судири во досегашниот тек на распаѓањето на, така да кажам, просторот на бивша Југославија. Така, главно јас покажав ова жалба да му помогнам, оти интересни се тие материи. L'amiral Botsinov est le chef d'état-major de l'armée macédonienne. Нема време за губење. Ние мораме што побрзо да е борбената готовост направиме така да биде врхунска. Без неа, без стално одржување на борбената готовност, нема ни извршување на следните задачи. И затоа брзаме да ги војниците и најновијата регрутска партија доведеме во полна борбена готовност. Од кои причини нема време за губење? Од општата ситуација која е малку или повеќе позната. Ово што не обкружува. Стратегиско оперативната ситуација. Au moment de la déclaration de guerre en Yougoslavie, l'amiral Botsinov commande la flotte de l'Adriatique. Au mois de septembre 1991, le haut commandement yougoslave décide une offensive sur la côte croate. Mais l'amiral Botsinov refuse d'exécuter les ordres. Il refuse de bombarder la ville de Split. И не постоеше сила која ќе ме можеше да ме присили да ги извршам наредбите на војниот врв, да отварам огонј према народот, према луѓето, према цивилното становништво и да ги рушам културните објекти во Сплит. Последиците бие тие по мене да бев затворен на 2 октомври во 3 сата сабајле од моите подчинети. Тие ме практички прво затвори, изолира, после ме малтретира, има еден посебен критерij и однос према мене. Има неколку варијанти да ме ликвидират. Како ќе обстанам јас, така ќе обстанат и останалите. Само мора да се води многу разумна политика, мора да се има многу амбиција за живеење, многу снага, многу морал, да не кажем многу пот, многу гладувања, оти нашата економска состојба не е добра, затоа што навоѓаме се ово окружение. Може на Македонија да и следува ова саобраќајна изолација потполна, а мора да се живее. И мора да најдеме, да го даеме задните своји сили да обстанеме. Логично ако се најде единство.